студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Ѓубрето во Скопје, полните контейнери станаа предмет на обвинителството кое ќе го проверува работењето на комунална хигиена. Дали има елементи за кривично дело? Во инспекцијски контроли се вклучи владата, но освен комунална ќе врши контроли и во градот Скопје. Отпадот низ главниот град го вклучи алармот кај органите на прогонот и кај владата. Обвинителството нареди вонреден надзор во ЈП комунална хигиена. Издадена е наредба за истражување и обезбедување докази за евентуално кривично дело. Со одлука на влада, МВР доби задолжение заедно со сите надлежни инспекторати да го истражат работењето на комунална и градоначалникот на Скопје. Од владата соопштија состојбата е алармантна и институциите веднаш да постапат по заклучоците. На ова реагираше актуелната градоначалничка на Скопје преку соопштение. Арсовска го праша премиерот на кого се заканува, а вината ја посочи кај претседателката и составот на управниот одбор на претпријатието и кај другите актуелни градоначалници. Комуналното претпријатие е недостапно за изјави и информации. Оттаму попладнево испратија соопштение дека навремено ги исплаќаат платите на вработените и се загрижени од информациите дека се подготвувале протести на вработени поради само неколку дневно за доцнување на исплатата. Од Министерството за здравство тврда дека немаат никаков долг кон претпријатието. Неколку општини со своите служби го чистат дел од сметот по локалните улици. Градоначалникот на Центар испрати барање до ЗЕЛ за свикување итна седница за решавање на проблемот. Се соочуваме со огромни проблеми, а набрзо, не дај Боже, зарази. Нашите хигиеничари се во 2 смени, имаме дополнителна механизација која што и во утринските и во вечерните часови е на терен и правиме се да го расчистиме сметот и она што не го прави комуналното претпријатие веќе подолг период, но овие 5 дена, како што кажав, е навистина алармантно. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Интензивирање на економските и политичките односи и високо ниво на трговска соработка меѓу Македонија и Велика Британија беа потврдени на средбата на потпредседателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски со државниот министер во одделот за бизнис и трговија во владата на Обединетото кралство сер Крис Брајан, кој вчера се одржа во Лондон. За Македонија приоритет е реализација на инфраструктурни проекти во делот од железничкиот и патниот транспорт и инфраструктурата и здравството. Владината делегација во Лондон ја предводи премиерот Христијан Мицкоски. Имаме доста средби со членовите на влада, само што завршивме средба со министерот за трговија и економија, најзначајниот министер за нас, затоа што токму со овој ресор го подпишавме договорот влада, со кој што на Македонија се става на располагање 6 милиарди евра за инфраструктурни проекти. Веќе разговаравме за развојот на брзата пруга по коридорот 10, каде што добро напредуваат работите, веќе почнуваат да се работат документите со цел почеток на работа. Ветивме дека оваа есен ќе почнеме и еве оваа есен почнуваме. По завршувањето на локалните избори, кога ќе престанат оние ограничувања од изборниот законник, ќе почнеме работиме и на болниците во Штип, во Тетово и во Кичево и секако на други инфраструктурни проекти. Ќе влезе ли Македонија во групата со Албанија и Црна Гора кои треба да добијат бесплатен роаминг во рамки на Европската унија? До крајот на годината Македонија треба да ги заврши обврските кон Европската унија со кои ќе се укине роаминг за македонските граѓани во земјите од унијата, потврди министерот за дигитална трансформација Андоновски за Сител. По информацијата дека Црна Гора и Албанија од јуни следната година се приклучуваат на заедничкиот пазар на Европската унија за телекомуникацијски трошоци, Андоновски вели дека Македонија пред 1 месец го добила акцијскиот план кој треба да се подготви за прилагодување на македонското законодавство со европското, со кој ќе се исполни условот за подпишување на договорот роаминг како дома. Ние се уште немаме рокови кои што се утврдени од страна на Европската комисија за подпишување и остануваме на ставот дека до декември, до јануари месец ќе ги имаме исполнето техничките предуслови кои што се потребни за наше приклучување на роаминг како дома, што да обезбедиме во 2026 граѓаните на Македонија да не плаќаат за роаминг трошоци кога патуваат во Европската унија. Нема дефинитивен рок за ниту една држава, ниту пак тоа е поврзано со некој пакет решенија за целиот регион, ќе зависи исклучиво од држава до држава до исполнувањето на условите.
Црна Гора и Албанија од јуни следната година се приклучуваат во заедничкиот пазар НЕУ за телекомуникацијски трошоци, со што ќе им се овозможи на нивните граѓани да остваруваат повици по цени како дома. Истото ќе важи и за патниците од земјите на Европската Унија кои ќе патуваат во Црна Гора и во Албанија, што значи дека разговорите, пораките и користењето интернет ќе бидат наплатени по домашни тарифи. Ваквата можност е дел од пошироката европска иницијатива за економска интеграција на Западен Балкан со цел укинување на бариерите и намалување на трошоците за комуникација. Според најавите на македонската влада и исполнувањето на обврските, очекувањата се земјава прва да го потпише договорот за роуминг со нула трошоци за македонските граѓани. Покрај Македонија, преговорите за укинување на роуминг ги продолжуваат и Србија, Босна и Херцеговина, Косово и Украина. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. По продолжение